благодарение на ентузијазмот на Ивица Коневски, се собравме као ретко кога, да кажам, во македонскиот спорт, една екипа на сериозни спонзори кои што сака во оваа националничка сезона како почеток и нормално да ти докажат шакарите, тренерот, стручниот штаб, навијачите и во една колова соработка заедничка да оставиме белег во клубот МЗ. Ситуацијата пред година и пол две беше многу лоша, се избори Ивица да клубот преживее и мислам дека го доведува во една стабилна состојба, покривајќи дел од буџетот со така организирана група на компании и фирми кои што сме во овој момент како помагатели. Нашата главна цел на управниот одбор, вклучувајќи го и авторитетот на Пеце Нумовски во идниот период, ќе биде да клубот од идната напредувачка сезона, доколку се исполнат услови, биде член на Јадранската НЛБ лига. И само затоа леговме сите за малце поголема активност од наша страна, вербало играчите во стручниот штаб да таа идеја ја исполнеме. Тој имаше шанса кошаркарскиот клуб работечки пред 3 сезони, ја одби на крајот, на почетокот на сезоната, меѓутоа доколку нас ни се укаже таква шанса, мислам дека ќе ја прифатиме, а посебно што градот Скопје има убава сала, прекрасна сала која што може да во секое време прими 5 до 6.000 гледачи на секоја таква меѓународна утакмица. Од името на моје име и името на спонзорите, сакам да ги поздравам и играчите и стручниот штаб и да им кажеме дека ќе бидеме позадени во секој момент, да ги исполниме идеите, да кажам, на Петрович, на Коневски, на играчите, на навијачите, тука да може Аеродром оваа година да добие прв пат шампион во Македонија, да стане МЗТ и с Радио Вожеда година да учествува во таа Јадранска лига. Ако имате некои дополнителни прашања, по односно на тоа што го кажа Порце, може слободно да поставите. Инаку денеска се собравме сите тука заедно, сите поддржувачи на кошаркарскиот клуб МЗТ, сите кои финансиски застанатме позади него, општина Аеродром заедно со ВАН, со Тинекс, со ОРК Спорт, со Стомбридж, со Горска, Кроација осигурање, со СЕАТ. Значи, сериозни фирми, сериозни компании. Значи, за прв пат позади овој реномиран кошаркарски клуб во Аеродром, застануваат сериозни фирми, кои што ќе му дадат максимална поддршка. Целта ни е да освоиме што е можно повисоко место на табелата и како што кажа и Порце, за наредната година да размислуваме нешто повеќе. Јас верувам во потенцијалот на клубот и се надевам дека овој период не само што ќе броиме успеси, туку и љубителите на кошарката ќе може да уживаат во дерби на креварите. Нормално со активноста која што во моментов се спроведува и од страна на спонзорите и од страна на кошаркарскиот клуб за сите љубители на кошарката. Тоа е еден импулс, позитивен, во насока на што е можно повеќе да ги вратиме луѓето на трибините, да следат кошарката, да бидат натпреварите што е можно повозбудливи. И јас се надевам дека со толку сериозни компании, со сериозна поддршка што има кошаркарскиот клуб МЗТ, дека во наредниот период не очекуваат многу успеси. Ја лично верувам во овој проект и кажам една гледна точка, тоа спонзор повеќе пати и слично. Ситуацијата економска во државата и ако сакате во 10 години назад не дозволува една компанија, еден човек да води клуб. Тоа се докаже како неперспективно. Имаше одредени исклучоци кои што доведоа и до европски титули па да распакат клубовите и слично. Меѓутоа мислам дека со еден добар пул на спонзори кои што немаат лични интереси, кои што е нашата најболна тема во тој спорт, вербата дека овој проект нема да живее година, дена, 2-3, туку ќе биде на долгорочна основа и дека тој круг на пријатели
и спонзори во спортот ќе се зголемува, ме натера да влеземе во овој проект, затоа што ниту условите беа ненормални, ниту очекувањата беа ненормални и сето тоа што беше зацртано како идеја од Ивица, од Петровиќ, значи тоа мислам дека ќе можеме да го сите ние тоа помогнеме и да го реализираме. И на кој е нешто да кажете и да Паш ја видам како представници на телекомуникација, значи ова како не матична Телеком Словенија, кој што доста сконтролира и финансира во Република Словенија. Значи, одлучивме за прв пат до сега сме биле како гледачи, учествувале, значи никој не се биле ни ние, нити кој тоа нити он не последнијатото да продадеме некој тим. Ова значи конкретно се на иста брана линија ве шолска сервиса што друга сите спонзори, значи не сме тука од спортот да пробаме ништо да финансира, да видиме финансиски бенефит, значи надо чисто да спонзорираме, да може спортот да се врати на телевизија, деца од улица да не се шлаат надвор, него да може да бидат присутни на трибините, да навиваат да се ради спорт и тук, што сепак кошарката, колку и да сака не се дека да другите спортови се атрактивни, популарни, сепак у кошарката мислам дека имаме до сега најголем успех што го спарено. Пошто нашиот има каже, овано очекуваме напред, да се оди да видим првиката. Интересно е да се напомене дека така и председателството на самиот клуб ќе биде ротирачко, значи од собират на сите овие спонзори кои што едноставно се познаваме помеѓу нас и сакаме да направиме нешто од овој тим, и успехот да се слушне малку подалеку од нашите граници. Прешепен да председателството биде ротирачко секоја година. Председателот автоматски се ротира од некој од самите спонзори, одлучно со следници криптодите на овие компании. Мислам дека тоа ќе донесе ефект да секој од нас има желба да допринесе што е можно повеќе во неговото процесот, повеќе и на начело на комитетот на самиот клуб. Инаку знаете, тука во општина Родов има најголем број на младежите, што значи најмногу поддржувачи на спортот. И во таа настока ние градиме многу и спортски содржини. Во општина Родов ја очекувам дека на сите надпревари немзете, салата ќе биде за разлика од сите други сали најполна, заради тоа што и имаме најголем број на навивачи. Ова што сите заедно го правиме за излете и исто така го правиме и за сите млади, сите навивачи во општина Родов. Што значи дека очекуваме во наредниот период и резултати од страна на кошаркари и од страна на стручниот штаб на кошаркарско МЗТ. И како што кажавме, значи нас целта освен македонското првенство е и нешто повеќе, така што очекуваме оваа година да имаме позитивно, да имаме успех за наредната година да размислуваме за Јадранската лига. Прашање од страна на новинарите на Имам јас импресивна листа на спонзори. Предпоставувам дека импресивна ќе биде и бројката што ќе ни ја соопштите, а не се сомневам дека ќе ја соопштите. Во делот на буџетот на клубот за првата и за втората година, која што не ви е многу поамбициозна. првата година буџетот е околу 9,5 милиони денари до сега. За наредната година ќе дополнително треба да се состанеме, да видиме прво дали ќе помине првенството и ќе одлучиме да видиме колку средства ни се потребни и која компанија колку може да одредат својот буџет. Ќе знаеме наредната година. Инаку оваа година, прилика околу 9,5 милиони денари имаме да се обезбедено. Тоа се пари за плати и за судски трошоци, не клучувајќи внатре огрели, сали, слично. Значи буџетот е околу 300.000 евра на бруто основа. Значи тоа е доста тоа што ќе се види какви се размислувањата, кој уште ќе се приклучи и слично. Идејата е ако се подржи тоа во зборот на Исовица, ќе се предложи до работнички, без да се удат навијачите, да дербијата што ќе бидат у Скопје да се играат од двете страни во Борис Трајковски салата. Да може да е што поголем број на навијачи, од сад работи што поголем број на љубители на пешак. Пошто мислиме дека само таа утакмица може да ја напони Борис Трајковски у Македонија.
нека во блиска перспектива да едеме Јадранска лига, односно во е вашиот план. Имате ли вие логистика за такво нешто, со оглед на тоа дека јасно е како се одбиваат договорите со словенците практично? Дали за тоа вие веќе почекче преговори имате намерен наспора да го сторите и користите некој преку посредник? Па тоа остане една службена тајна. Важно е, че го напоменавме на Се работи. ова пресконференција, се работи во таа насока, за да наредната година ете конкретно имаме и наш представник во таа Јадранска. Леќе службена тајна барем да откриете по какви се шансите во ремонтување на тоа. Се уште не знаеме, значи, преговорите што се вели не се начално почнати, туку има само најава од наша страна. Треба во текот на првенството да се разговара, да видиме реално какав буџет ќе ни биде потребен и нашата желба е, како што кажавме, да видиме составот во таа реномирана лига. Не само да учествуваш. Да, Подготвени сте да водите, да кажам, Квитля, условно кажано, со друга македонска екипа. Веќе е познато дека има уште една екипа што размислува слично како вас. Од Калада се. Ние работиме во интересот на Кошаркарска Кутина да Скопје и битка, не знам која смисла мислите да водиме, ние водиме битка да го донесеме клубот МДП да представи во Македонската лига и да биде член во Јадранската лига. Тоа е нашата цел. Нормално и други кошаркарски ќе имаат своја цел, тоа го успеат ние и посакуваме стегање на нив. ама може пакува. Да. Да. Дали градоначалникот размислува за поголема сала со поголем капацитет во општинава? Или долгорочен проект е аеродром да служува? Да. Тако се. Видете, нас ни е првенствено целта да тие сали кои што ги имаме во моментот на некој начин ги поддржуваме на високо ниво. Така што поголема сала има една во Скопје и таа може да се користи од страна на сите жители во градот Скопје и мислам дека крадење на друга дополнителна сала поголема дека нема некоја исплатек. Нешто со ова проширување имаше пред неколку години таа задната трепина да се зголеми. Се уште немаме размислуваност, се уште имаме други ни се приоритети до моментот, да го составиме клубот, да го на некој начин да го изведеме на вистински пат и да уживаме во игрите понатаму, може да се размислува на тоа пат. Не реално е тоа. Ние економска управа се има ни период реално не сам сала да си добра за дело такви си доваше во си да пишува поголем интерес. За Јадранска лига сепак друга е да се игра вајде друга е во... Што е да 3 километра, ќе да ускија да Видете, знаете каква беше состојбата минатата година со клубот. Ние сакаме тоа повторно, практично никогаш тоа да не се повтори. Голема благодарност до навивачите кои што и директно учествува во помагање финансиско на клубот минатата година. Како што знаете, тие и плаќа карти за да го држат и клубот во некоја финансиска состојба која што може да остане во правата лига. Ова година работите се сменети, имаме сериозни фирми кои што да станаа позади клубот, една сериозна екипа и навистина составот кој што во моментот поима кошаркарскиот клуб може да се каже дека на завидно него има млади репрезентативци, има млади натпреварувачи кои што очекуваме дека во наредниот период треба да отидат високи до. Запраши? Да. Ето прашање до оце, како поранеше председател на КФМ. Поише ги разбереш, мислам, работи во кошарка. Каков е или каков ќе биде односот на МЗД со федерација и во делот на тоа како сте задоволни со изгледот на лигата, со изгледот на екипите, дали една ваква амбициозна екипа може да се најде во друштво, да кажам, со 5-6 екипи, каде што ситуацијата е, да кажам, 10 пати полоша. Не ќе пронаши многу со федерацијата. Не мислам во однос директно со нив, него во однос на кој на соката на кошарката. Дали лига со 10, дали сте размислувале на таа? Нема лига македонска, за тоа ние седнавме овде и се договоривме дека треба да пресокаме да препреги да играме нешто поја. Пуска нас не ни гледа и амбициите на никој од нас тука да играме во лига кај што не знаеш кој клуб. Доаѓа кој испаѓа, продава право еден, купува право друг.
Овде нема лига, реалноста е тамста. Не можеш да вериме кошарката што беше пред 10-12 години кога се знаеше што е работнички и МЗТ и да мериле денес. Мислам кога клубовите се менјаат секој ден како чорапи малтени лига. Еден купил право, еден продал право, еден напредува, ни се знае кој јаде, ни кој пие, ни кој плаќа. И затоа ние сакаме што побрзо да избегаме од оваа лига, да имаме се во една поозбилна насока. И затоа е амбицијата наша. Да, поштен мац, како што кажа, играат во училишни стадиони, пионери играат, од со свеста навијаш. Амбициите ни се други, и затоа викаме дека Јадранска лига ќе биде приоритет на овој управен. Сум прво титулата во аеродром да се освои и после тоа е Јадранска лига. Тоа што не се. Ама МЗТ во минатото имале јаки спонзори, па кога нема ситуата се расформирале, спонзорите си бегале. Може да се случи нешто такво ако случајно има неуспех после прва или втора сезона, или сите спонзори се скремни да останат и ако не дојде туата во една самански годинава или наредната година. Или сам должен, само или ако не се случи при испојувањето едно. Да. Тоа се ќе зависи од играчите. Ние на полза планираме и појачување, зборевме и странци некоја да ги следи работи. Тоа е делови на тај. Мислам дека сепак сме сериозни луѓе тука се на сите дека ние си играме мајтап тука тој да пресвети по. Затоа минатото не не се напазборам. Ја знаете како беше структурата во клубот, како се раководеше клубот, кој го раководеше клубот и сите тие работи, мислам тоа на сите е добро познато. Не ќе ми да именувам да направам. Ако беа тие луѓе денеска тука, ја немаше се на вас. Веројатно нема да луѓето, пошто знаеме тоа како го сидеш. Отце, чувствуваш ли ти дека нешто се менува во нашиот спорт што се враќаш? Не, Не. не. Меѓутоа ти ќе придонесеш, нели? Не, ја придонесувам да ради клубот на спонзори, заради МЗТ, да успееме да направиме прв пат еден сериозен тим од спонзори, кој што го кажа и на почетокот дека една единка нема шанса да направи подлет. Ще збориме да направиме поголема група 10-20 без никаков личен интерес, да влеземе да помогнеме на спортот и да докажеме дека може и у Македонија се направи нешто посериозно. Никој тука нема амбиции за председател на федерација или друга ротација да ти си 3 години председател. А кој е само моментално председател, мислам, тоа не го кажа. Кој е првиот председател? Ке се договориме во текот на денешниот ден и ќе се знае кој бил председател на програмата. Значи, пилотираш, иде 6 месеци се договоривме да тоа дека компаниите секој може и менаџери од компаниите наши. Така да финансиската контрола ќе имаат сите оние кои што практично партиципираат финансиски. Ќе имаат контрола врз финансиските средства и тоа ќе придонесе за поголема транспарентност и по-голема доверба спонзорите и помаѓе стручни нешта. Каков е директниот удел на општината во тоа? Освен обединувачка доека. Организационен и директно и финансиски. Значи ќе партиципираме финансиски, помагаме на кошаркарскиот клуб. Тоа ни е единствен нобиран клуб што е во нашата општина и планираме и во текот на наредните години финансиски да ги поддржуваме. И целта ни е да има развој на спортот, на кошарката во општина Аеродром. Како што кажа пред малку, има голем број на млади жители, го навијачи, така што нас и ни е целта и политиката на општината е да се развива спортот. И затоа и финансиски придонесуваме во тоа. И тоа модел што пробува Пивица да направи, можда е, јас сум го зборил многу пати, можда е најисправен за македонскиот спортови услови. Општините или градот да бидат спонзори, да кажам, на клубовите. Тој модел е познат и во Хрватска функционира, најгискиот ден, сте ги работир. И убаво било и работнички да воземе општина центар, да собере спонзори. Тоа е све интерес на квалитетот. Убаво и фудбалскиот клуб Вардар да воземе градот Скопје. Убаво и сите тие работи, значи градот и општините да можат да дадат таа инекција што фали, за да може да соберат спонзори и дел со финансиска помош и на општините на градот да заживее спортот кој е на Македонија. Иначе со ова нова дереже која е предено нема шанса ништо да успее. И само ние кошарката и фудбалот. И тоа е единствена исправна, да кажем, некоја политика за ова време, за ова економска состојба на компанијата. Спонзорскиот тим ги кажа своите амбиции. Во скучна е тренерот, дали МЗТ Скопје има сили и квалитет да го исполни тоа што обаја спонзорски. Добро, нормално дека ова да врзува. Значи ние тоа на теренот работиме,
стартуваме со првата победа. Имаме квалитет, имаме сили да одиме што повисоко, значи со оваков фуг на спонзори импровизацијата ќе ја сигнеме на минимум, што се вика. Нема теорија за импровизација, значи тимот е подготвен за највисоки достижи во нашата лига. Нормално тука ќе видиме до нова година најверојатно ќе одиме со овој состав, од нова година веројатно ќе имаме некои странски појачувања, важно физиономија до тимот донесени се тука си репрезентативци на Македонија. Нормално дека со добра работа, со добро залагање, добар пристап на утакмиците, мислам дека резултатот нема да изостане. Слушай, го кажавме буџетот без преса, го ставиме преса, го отидовме на тренинг. Добро, пола година ќе играат пола плата, нема се. Не игра за плат. Игра за титула. Различен е мотива. Пола што додате. Се надам дека заедно туживаме во по сезоната теком на и ќе бидете пилот кликата на шкаски ми апел.